Почитувани љубители на спортот, почитувани гледачи на КМ телевизија, вие го гледате 31-то издание на спортскиот преглед поддржан од спортските обложувалници Евротип. Денешниот спортски преглед ќе го започнеме со она што беше можеби најактуелно, но и тоа што внесе најголема забуна помеѓу љубителите на спортот минатата недела, а тоа е одлуката на владата со која што се донесе нов протокол за јавни настани. Чинам во понеделникот беше таа седница на владата на Македонија, беше донесен еден протокол за одржување на јавни настани, на кој што според кој протокол беше дозволено на јавните настани кои што се одржуваат на отворено да бидат присутни до 50% од капацитетот гледачи, односно присутни, но таа бројка да не надминува 1000 луѓе, додека на оние настани кои што се одржуваат на затворено, таа бројка да биде до 30% од капацитетот и исто така да не надминува 1000 луѓе присутни во просторот каде што се одржува тој јавен настан. Сите се израдувавме, морам да признам дека јас се израдував дека конечно ќе може да се врати публиката на спортските надпревари во Македонија. Меѓутоа, само неколку часа подоцна следуваше студен туш. Владата испрати ново објаснување во кое што вели дека во тие јавни настани не влегуваат спортските надпревари. И тука доаѓаме до едно прашање како короната не се шири на концерти, а се шири на спортски надпревари. Навистина една нелогична одлука, со оглед на тоа што, еве ќе земам пример, стадионот во Скопје, односно националната арена Тодор Проески, која што има капацитет некаде околу 35.000 гледачи, би било дозволено 1000 гледачи да бидат на трибините, кои што би имали повеќе од доволно простор за да држат растојание. И навистина затоа не ми е јасно зошто тука не може да има 1000 гледачи на стадион со капацитет од 35.000 публика или еве на градскиот стадион во Тетово, кој што собира некаде околу 10 до 12.000 гледачи, да не може 1000 души на 4 трибини да бидат распоредени и при тоа да одржуваат и дистанца и да носат маски. Минатата недела шокирачки информации од А групата на ракометната Суперлига, многу заразени ракометари, членови на стручните штабови. Меѓутоа, секако дека тоа нема никаква врска со гледачите, со она што претходно го говорев. Бидејќи тука, знаеме, екипите се составени од околу 20 на луѓе, користат една соблекувална, тие соблекувални се премногу мали. Нивната спортска опрема треба да се собере на куп и да се испере, да биде подготвена за наредниот тренинг, за наредниот надпревар. Па така најпрво ракометниот клуб КЛ7, кој што е во сопственост на Кирил Лазаров, капитенот и најдобриот македонски ракометар на сите времиња, пријави дури 16 заразени. 13 ракометари и 3 членови на стручниот штаб. Тоа беше аларм за Ракометната федерација на Македонија да ја прекине комплетно А групата од Суперлигата, односно да ја стави во мирување 15 на дена, меѓутоа потоа следуваше објавата на ракометниот клуб Радовиш дека има заразени ракометари, па на Струга, па на Охрид и така натаму. Се очекуваме да видиме и останатите екипи. Во таа група е уште чинам и екипата на Јуниор Кисела Вода и на Астрајон од Струмица. Немаме информации, односно клубовите немаат објавени информации дали имаат заразени ракометари, членови на стручниот штаб и воопшто на екипите. Имаме информација дека двајца ракометни судии се во самоизолација, бидејќи имаат симптоми, веројатно суделе на дел од овие надпревари. Исто така, немаме информација на кој конкретен надпревар биле судии овие двајца, ги немаме имињата, секако. Да се заштити приватноста на заразените, односно потенцијално заразените кои што се во самоизолација. Останува да видиме како ќе се одвиваат работите и дали воопшто ќе продолжи оваа група и каков модел за продолжување ќе изнајде Ракометната федерација на Македонија. Претходните неколку дена имаме и заразени и во женската младинска одбојкарска репрезентација на Македонија, која што имаше камп. Кампот е прекинат, имаме заразен член на стручниот штаб, имаме ракометарки, односно одбојкарки, се извинувам, во самоизолација со симптоми. Тој камп е прекинат, инаку женската одбојкарска репрезентација, младинската, се подготвува за Европското првенство во 2022 година, која што треба да се одржи во нашата земја.
Токму затоа подготовките се започнати 2 години порано, за се со цел Македонија да има конкурентна екипа на ова европско првенство. Тоа е што се однесува до COVID-19 на спортските терени, ајде така да ја наречам оваа рубрика. Сега продолжуваме со она што беше најактуелно, но на спортски план, односно на спортските терени. Тоа се настапите на македонските екипи во второто коло од квалификациите за фудбалската лига на Европа. Единствена екипа која што помина во третото коло е Тетовска Шкендија, која што со 1:0 славеше на гости против Ботошани од Романија. Единствениот гол на надпреварот беше дело на Бесарт Ибраими уште во втората минута. Шкендија во продолжениот надпреварот жестоко се бранеше, се обидуваше да ја зачува предност, од 67-та минута имаше играч помалку, откако Арбен Талими беше исклучен. Меѓутоа, на крајот, Шкендија успеа да ја сочува предноста и да стави со 1:0, а тоа значи дека овој четврток, 24 септември, со почеток во 20 часот на националната арена Тодор Проевски во Скопје, ќе гостува англискиот великан Тотенхем, кој што од клупата е предводен од славниот Жозе Муриньо. Убава можност за македонската публика да ги види звездите на Тотенхем, но не од стадион, туку на малите екрани. Бидејќи секако нема да има публика на овој надпревар. Вториот тетовски представник во второто коло од квалификациите за Лигата на Европа, екипата на Ренова на домашен терен загуби од Хајдук со минимални 0:1. Стрелец на единствениот гол на надпреварот беше капитенот на Хајдук, Мијо Цакташ, уште во четвртата минута. Хајдук беше подобар во првиот дел, имаше неколку шанси, убави шанси да зголеми на 2:0 па и на 3:0. Меѓутоа, домашниот голман Хадис Велиј беше одличен, не дозволи да прими уште еден гол, а во второто полувреме комплетно различна слика на теренот. Хајдук жестоко се бранеше со 11 играчи во својот 16-етник. Нивниот гол висеше во воздух, меѓутоа Ренова немаше среќа да постигне гол, иако имаше неколку изгледни шанси за гол, дури во една ситуација и топката од самата гол линија беше isfрлена во корнер. Во седмото коло Хајдук ќе гостува на Галатасарај, што значи дека ако Ренова успееше да мине, ќе гостуваше на турскиот гигант, меѓутоа тоа ќе се случи во некоја следна прилика. И третиот македонски представник во второто коло од квалификациите за Лигата на Европа, екипата на Силекс од Кратово, која што беше елиминирана во Лигата на шампиони, па се префрли во второто клупско надпреварување, загуби на домашен терен од Дрита од Гнилање од Косово со 0:2. Може би за некого изненадувачки резултат, меѓутоа, оние што ги следат состојбите и во македонскиот и во косовскиот фудбал, ова не е изненадување, бидејќи Дрита има квалитетна екипа, тоа го покажа и на теренот минатиот четврток на националната арена Тодор Проевски. Гостите дојдоа во водство во 48-та минута, кога Гербешиот пенал беше поуспешен од голманот на Силекс Даниел Божиновски, додека Лимани во 80-та минута ги постави конечните 2:0 за Дрита на овој надпревар. Дрита во следното коло ќе игра против полската Легија Варшава на гостински терен. Продолжуваме со резултатите, стрелците, табелите од македонските фудбалски првенства. Ќе започнеме нормално со највисокиот степен, а тоа е првата македонска фудбалска лига, каде се одигра надпреварите од шестото коло. Шкендија на домашен терен ја совлада Академија Пандев со 2:1, со двата погодоци на Бесарт Ибраими во 38-та и во 74-та минута од пенал, додека единствениот гол за Академија Пандев беше дело на Сашко Пандев во 79-та минута. Шкупи Ренова 4:3, одличен надпревар за домашната екипа Дарбо Дембо, Јакуб Бериша, Фатион Јусуфи и Да Силва Нето, додека за Ренова Ален Јашаровскиот пенал, Арбер Шала и Артан Велиу ги постигнаа головите. Најголемото изненадување ова коло, Силекс Борец 1:2, Срđан Драшковиć во 21-та минута за Силекс, Оливер Стојменовски и Ѓорѓи Ѓорѓиев за екипата на Борец направија пресврт. Работнички Струга 1:1 во 87-та минута, односно во 78-та минута Струга дојде во водство со голот на Дејан Цветановски, додека Работнички изравни во 87-та минута со голот на Милош Тошевски. Македонија Ѓорче Петров Вардар 2:1, новото засилување на Македонија Ѓорче Петров
Абдул Калит во втората минута за 1:0 на домашните, Стефан Лазаревич во 12-тата минута изравни на 1:1 и во првата минута од судиското надополнување на првиот дел, повторно Абдул Калит стрела за 2:1, што воедно беше и конечен резултат на овој надпревар. И на последниот надпревар од шестото коло, Беласица Пелистер 0:2, Алдаир Нето во 10-тата минута и Лавдрин Фазлиу во 60-тата минута ги постигнаа головите за екипата на Пелистер. Табелата во првата македонска фудбалска лига е следна. На првото место во водство е Шкендија со 14 бодови, следува Шкупи со 13, Борец со 11, на четвртото и петтото место Силекс и Македонија Ѓорче Петров со по 10, следуваат Пелистер и Работнички со по 9, Струга е на 8-то место со 8 бодови, Вардар е 9 со 7, на 10-тото место е екипата на Ренова со 5 поени и на последните две позиции Струмичкиот двоец Академија Пандев со 3 бодови и Беласица закована на дното без ниту еден бод во досегашниот тек од првенството. Сега во продолжение ќе ги погледнеме головите од надпреварот кој што се одигра на градскиот стадион во Тетово вчера помеѓу екипите на Шкендија и Академија Пандев. 2:1 за Шкендија. Резултатот беше отворен во 38-та минута. Прецизно стрелаше Бесарт Ибраими, кој што уште еднаш ја докажа својата класа и колку малку простор му е потребно за да стрела прецизно во противничката мрежа. 2:0, истиот фудбалер во 74-та минута, овој пат од пенал. Во тие моменти се чинеше дека Шкендија веќе има сигурна победа, но во 79-та минута, само 5 минути подоцна, Сашко Пандев намали резултатот на 2:1, донесе неизвестност во тие последни десеттина минути од мечот, откако успеа да постигне гол од свртување во 16-тникот на Шкендија. Се понадеваа фудбалерите на Академија Пандев, предводени од новиот тренер Југослав Тренчовски, дека ќе успеат да извлечат поволен резултат, меѓутоа тоа не се случи. Веднаш одиме и со изјавата на тренерот на Шкендија Ернест Џока, која што ја даде за медиумите веднаш после победата над Академија Пандев. Имавме водство од 2 разлика и тогаш правиме грешка и принудени сме до крајот на надпреварот, околу 13-14 минути да бидеме под стрес. Нормално дека ниту еден надпревар не е лесен и дефинитивно треба да бидеме предпазливи, но мислам дека играчите даваат се од себе. Одлично се снаоѓаат и ова се нивни победи. Не е лесно да играте во четврток и да дадете максимум, потоа да играте во недела и повторно да дадете максимум. Затоа гледате дека правам мала ротација за да ги поштедам играчите. Сепак, многу е важно да го задржиме ова темпо и да одиме напред. Следуваат головите од надпреварот помеѓу Шкупи и Ренова, кој што заврши со резултат 4:3. Видовме многу пресврти на овој надпревар, многу убави погодоци. Резултатот беше отворен уште во првата минута. Дарбо Дембо во првиот напад на Шкупи. После еден случаен гол постигна. Топката се чини дека повеќе удри во него отколку тој што ја удри топката и донесе водство за Шкупи. Само 4 минути подоцна Ренова го израмни резултатот на 1:1 со голот на Ален Јашаровски од пенал. Во 33-та минута Јакуб Бериша носи повторно водство за екипата на Шкупи, овој пат од 2:1. Беше тоа корнер за екипата на Шкупи од левата страна. Бериша скокна највисоко во 16-тникот на Ренова и со глава ја заби топката во мрежата на Ренова. Во 42-та минута најубавиот погодок на овој надпревара, можеби и во ова шесто коло, го постигна Арвер Шала за екипата на Ренова, левиот бек, кој што од 30-35 метри силно распали кон голот на Кристијан Наумовски со лева нога и се чини дека ја скина пајажината од аголот на голот на Шкупи. Во 65-та минута екипата на Ренова доаѓа во водство 3:2. Уште еден прекрасен гол, овој пат дело на Артан Велиу, кој убаво влезе во 16-тникот по левата страна, биеше со десна нога, односно пласираше во спротивниот агол во мрежата на Кристијан Наумовски. Во 74-та минута екипата на
Шкупи израмни на 3:3. Стрелец на овој погодок беше Фатион Јусуфи. Убава длабочинска топка помеѓу двајцата штопери, односно централни дефансивци на Ренова. Се чинеше дека Хадис Вели ја има оваа топка, но таа многу сречно, откако се одби од голманот на Ренова, го закачи Јусуфи и заврши во мрежата на Ренова. Конечниот резултат 4:3 за екипата на Шкупи беше поставен во 5-тата минута од продолжението на регуларниот дел, односно во 95-тата минута. Беше тоа корнер за екипата на Шкупи, веројатно последна можност за гол. Несмасна интервенција на одбраната на Ренова, топката падна во 16-никот, односно се заглави во петерецот, а Нето, бразилецот Нето, беше најснаодлив и погоди за конечни 4:3 за екипата на Шкупи. Сега ќе ги погледнеме и головите од надпреварот Силекс Борец 1:2 за Велешани. Веќе реков претходно, најголемото изненадување ова коло. Меѓутоа, после првиот дел не изгледаше така, бидејќи Срџан Драшковиќ во 21-та минута донесе водство за Силекс, за фаворитот на овој надпревар, за еден од претендентите, дури за шампионската титула и за излез во фудбалска Европа. Беше тоа корнер за екипата на Силекс од десната страна. Голманот на Борец само кусо ја одби топката, а Драшковиќ од непосредна близина не му беше тешко да ја смести во мрежата на Борец. Во 63-та минута Оливер Стоименовски израмни на 1:1. Повторно голот падна после еден корнер, повторно од десната страна, меѓутоа овој пат за екипата на Борец. Навистина прекрасен гол од повеќе од 10 метри со глава на втората статива, успеа Стоименовски да го лобува голманот на Силекс. Конечниот резултат 2:1 за Борец беше поставен во 93-та минута. Да нафрлена топка од десната страна, Ѓорѓиев скокна највисоко во 16-никот на Силекс и успеа да погоди за победа на Борец, со која што велешката екипа се искачи на третата позиција на табелата со 11 бодови. Спортскиот преглед поддржан од спортските обложувалници Евротип го продолжуваме со резултатите и стрелците од четвртото коло на втората лига Запад. Екипата на Тетекс ја забележа првата победа ова првенство откако на домашен терен Ново Скопје на стадионот Борис Трајковски во Мажари ја совлада Дрита со 2:0. Илјаш Ќилјафи во 24-та минута и Лавдрим Скендери во 78-та минута беа стрелци на головите за екипата на Тетекс. Кораб Вардар Форино 0:1, Екзо Назири во 16-та минута, Гостивар Велешта 1:1, веројатно најголемото изненадување ова коло. Гостите од Струшко дојдоа во водство во 37-та минута од пенал. Прецизен беше Алтин Лога, додека во 71-та минута израмни Едис Пахиу. Кадино Влазрими 0:1, единствениот гол дело на Мурата Дили во 39-та минута и на последниот надпревар Охрид Скопје 0:1 со голот на Изета Иролаху во 36-та минута. На табелата осамен на врвот Скопје со 10 бодови, 2 повеќе од второпласираниот Гостивар, односно 3 од третопласираната Велешта. Следуваат Корап и Влазрими на 4-то и 5-то место со по 6 бодови, на 6-то и 7-то место Охрид и Вардар Форино со по 5, на 8-то и 9-то место Кадино и Тетек со по 3 бодови и на последното 10-то место е Дрита со 2 поени. Во продолжение ќе ги видиме головите од надпреварот помеѓу Тетекс и Дрита, кој што се одигра на стадионот Борис Трајковски во Маѓари, како што реков, бидејќи градскиот стадион во Тетово овој викенд беше зафатен со домашен надпревар на екипата на Шкендија, а Фудбалската федерација на Македонија не му дозволи на Тетекс да пријави алтернативен терен на Агенција за млади и спорт на Спортски центар или во Јегуновце, ниту пак му дозволи да го промени терминот да игра во петок или понеделник, и токму затоа надпреварот се одигра во Маđари. Првиот гол на надпреварот, вистинско ремек дело на Илјас Ќилјафи во 24-та минута. Слободен удар беше тоа за екипата на Тетекс од некаде 22-23 метри од голот. Ќилјафи бие со лева нога, топката оди над живиот зид
и завршува во мрежата на голманот Николовски од екипата на Дрита. Навистина прекрасен гол кој што заслужува да го видиме уште неколку пати. Конечниот резултат 2:0 за Тетекс беше поставен во 78-та минута. Беше тоа убава акција во која што учествуваа неколку фудбалери на Тетекса, започнат нивната половина. Чилјафи од левата страна, перфектна асистенција до Скендери, кој што се наоѓа осамен во 16-тникот на Дрита и бие неодбранливо во голот на Николовски, со што ги поставува конечните 2:0 на овој надпревар и прва победа и воопшто први бодови за екипата на Тетекс оваа сезона. Во среда ни престојат надпреварите од Купот на Македонија, односно од 16 финалето на Купот на Македонија. Реков во среда се играат надпреварите, меѓутоа Купот ќе започне во вторник и тоа на градскиот стадион во Гостивар, каде што ќе се сретнат екипите на Вардар Форино и Вардар од Скопје. Надпреварот започнува во 15 часот и 30 минути, а веќе знаете дека нема да биде дозволено присуство на публика. На останатите надпревари кои што ќе се играат во среда со почеток во 15 часот и 30 минути се среќаваат Охрид Лихнидос, Ренова, Тетекс Силекс, Китгол Пехчево Скопје, Победа Прилеп Македонија Ѓорче Петров, Љуботен Пелистер, Каменица Саса Борец, Гостивар Тиквеш, Влазрими Работнички, Велешта Кожув, Слога Виница Шкупи и Росоман Беласица. Со таа напомена што надпреварите Тетекс Силекс, односно надпреварот Тетекс Силекс ќе се одигра на градскиот стадион во Кратово и надпреварот Љуботен Пелистер ќе се одигра на стадионот под Тумбекафе во Битола. Тоа значи на терените на гостинските екипи. Двете тетовски екипи се одлучија на ваков потек, бидејќи трошоците за настап во Купот на Македонија во оваа фаза, веќе завршна фаза, што е под организација на Фудбалската федерација на Македонија, се навистина големи и колку за илустрација, за организација на еден домашен надпревар од овој тип на Тетекс или на Љуботен ќе им беа потребни околу 2000 евра. Вака, двете екипи ќе поминат само со патни трошоци да отидат до Кратово или до Битола. Меѓутоа, екипата на Љуботен ќе има и дополнителен трошок, бидејќи од Фудбалската федерација на Македонија им е наложено дека мора да бидат тестирани за COVID-19, ако сакаат да го одиграат надпреварот, со тоа што трошоците треба да ги сносат сами. И тука нема ништо чудно, се додека не дојдеме до оној момент во кој што Фудбалската федерација на Македонија им ги плати трошоците за тестови за COVID-19 на сите екипи од првата и втората лига, а во Купот на Македонија екипата на Љуботен е единствен третолигаш. Значи најсиромашната екипа од сите овие 28 кои што оваа сезона ќе учествуваат во Купот на Македонија треба само да се плати трошоци за тестови за COVID-19 кои што изнесуваат некаде од прилика околу 1500 евра, може би нешто повеќе, нешто помалку. Меѓутоа сепак тоа е голем трошок за екипа која што настапува во третата лига. Плюс тоа ако се знае дека на пример екипата на Пелистер има направено тестови за COVID-19 пред 2 месеци, односно пред да започне првенството во првата лига и кој може да гарантира дека во редовите на Пелистер нема заразени фудбалери. Бидејќи не се тестирани и ние не знаеме дали има заразени играчи или нема заразени играчи. Така што нелогички одлуки на Фудбалската федерација на Македонија. Мислам дека не е тоа сиромашна организација која што нема 1500 евра да им ги плати тестовите на екипата на Љуботен од Тетово, меѓутоа веројатно и таму се штеди, веројатно и таму е криза, не знам. Да споменам само уште дека во 16 финалето од Купот на Македонија, односно во првото коло, слободни се екипите на Шкендија, Струга, Академија Пандев и Брегалница Штип, кои што минатата сезона требаше да играат во полуфиналето, меѓутоа како што знаете првенството беше прекинато, Купот не се доигра и со оглед на тоа што оваа сезона од планираните 32 екипи во Купот на Македонија беа пријавени само 28, се отвори простор 4 екипи да бидат слободни и затоа имаме 12 двојки во првото коло и 4 слободни екипи, со што ќе имаме 16 екипи кои што ќе играат во осмина финалето, а тука веќе имаме и променет формат, нема да има реванш надпревари, односно
До крајот ќе се игра само по еден надпревар на теренот на екипата која што ќе биде излечена со ждрепка да биде домаќин. Тоа е тоа што ќе се игра во вторник и среда. За крај само да ве потсетам на централниот настан на оваа недела, тоа ќе биде надпреварот помеѓу Шкендија и Тотенхем кој што ќе се одигра во четврток 24 септември со почеток во 20 часот на националната арена Тодор Проевски во Скопје. Воедно тоа беше и се што подготвивме за денешниот спортски преглед поддржан од спортските обложувалници Евротип. Вие може да си ја пробате вашата среќа на уплатните места на Евротип, но на располагање ви е и онлайн обложувањето преку сајтот на Евротип. Ново е тоа што преку Виза и Мастерс картичките средствата кои што ќе ги депонирате во истиот момент ги имате на располагање на вашиот кориснички профил. Се надевам дека ќе имате многу среќа, се надевам дека имавте многу среќа и претходниот викенд, односно викендот кој што измина. Тоа беше се за спортскиот преглед. Ние се гледаме повторно следниот понеделник. Довидување.